Сега денеска ќе говориме за светите книги на Новиот Завет. Но пред да започнам да говорам за оваа тема, за светите книги на Новиот Завет, би сакал првин да проговорам малку со вас што значи зборот Завет. Много е битно. Завет. Да. Добро тие што знаа, да. Значи, што значи Завет? Видите кога ние го држиме Светото писмо, вака, кога се наоѓате во било која ситуација, сигурно повеќето од вас го има Светото писмо дома. Сега може би разговарате дома со некои ваши пријатели и сега некој од тие ваши пријатели викаат: "Имаш ли ти Свето писмо?" И сега вие взимате од вашата библиотека, му давате Свето писмо и он го погледнува Светото писмо и вели вака, го отвора Светото писмо и чита Стар Завет. И чита понатаму Нов Завет. И ви поставува прашање. Зашто сега ова? Од каде се ова? Стар Завет? Од каде ова? Нов Завет, не разбирате. Ние секојдневно тоа го користиме, кога разговараме. Значи, Библија, Свето писмо, Стар Завет, Нов Завет, многу често и на квиз ги слушате луѓето, кога се прашувани од водителите тамо, од колку завета е сочинето Светото писмо, па некои се мислат. Се мислат од колку завета. Значи, Светото писмо е сочинето од 2 завета. Но што значи тоа завет? Значи, кога говорев минатиот пат за светите книги на Стариот Завет, значи, ние зборувавме всушност за суштината на тој договор помеѓу кого? Помеѓу Бог, односно Творецот, и еден народ кој самиот Творец го има формирано, тоа е еврејскиот народ. Бог со тој народ стапил во завет, односно во договор. Во договор. И тој договор има, како да кажам, 2 страни. Конкретно на Синај, кога преку Мојсеј се склучува тој договор, значи, тој договор има 2 страни. Од едната страна е Јахве, тој што е вечниот, значи Бог, од другата страна е еврејскиот народ. И сега, не знам дали сте размислувале, ова многу е битно, ова да го разберете. Оние кои биле на воведниот курс, овие нешто ги имаат како информација, се надевам дека и ги разбрале. Но внимавајте, дали вие сте размислувале за тоа зошто Бог има потреба да стапи во договор со нас? Зошто? Бог е Бог. Он е семето. Он може да прави што сака. Што мора се договор со него? Разбирате? Зошто мора? Разбирате дали го тој момент? Тој се мојтниот да стапува во некаков договор. Зашто сака ние да го избереме по слободна воља. За да не научи вајде нешто, да ни покаже пат. Имавете, тоа е тој момент. Кога го читаме ние Светото писмо, кога внимателно го читаме Светото писмо, кога внимателно ги читаме и светите книги на Стариот Завет, односно светите книги кои се напишани во периодот на Стариот договор помеѓу Бог и еврејскиот народ, и кога ги читаме светите книги од Новиот Завет, кои се напишани во Новиот договор помеѓу Бог и целото човештво во Христа, кога сериозно завлегуваме во пораката Божја во светите книги на Стариот и Новиот Завет, кога сериозно патуваме кон тоа духовно пред се, каков е тој Бог кој ни се открива низ светите книги на Стариот и Новиот Завет, ние во еден момент доаѓаме до сознание дека тој Бог е апсолутна љубов. Разбирате? Многу често за тоа зборуваме. Но внимавајте, што значи некој да биде апсолутна љубов? Во Стариот Завет тоа само го надзираме кога ја доживуваме личноста Божја. Но во Новиот Завет тоа е
на вистина преку Месијата, преку Христос, откриено во полнота, дека Бог кој е апсолутна љубов, е апсолутно смирение. Апсолутно смирение. Но, многу е битно да го објаснам овој термин. Под зборот смирение, внимавајте, под зборот смирение не се подразбира состојба на спокој и опуштеност. Под зборот, односно терминот смирение, тој е духовен термин. Кај христијаните под овој термин се подразбира состојба без его, без егоизам, без самоволие, без насилство, без суета, без зло. Бог нема зло. Во Бог нема зло, не разбирате. Бог е апсолутна љубов и затоа што е апсолутна љубов, тоа е апсолутна добрина. А затоа што е апсолутна добрина, тоа е апсолутно смирение. Пример, за да колку толку ви ја приближам оваа слика, кога ќе се сретнете со човек во вашиот секојдневие, кога ќе се сретнете со човек кој има љубов во себе, кој е добар, како последица на таа љубов, кој е добар, кој не е себичен, не е егоист, не е самоволен, кој не се наметнува себе си, вие што доживувате од него? И внимание. Тој внимава на вашиот интегритет, тој внимава на пројавата на вашата волја, ме разбирате? Тој внимава, не е насилен, не е насилник. Човек кој е егоист, човек кој е себичен, кој е суетлив, кој е горд, кој има зло во себе си, кој нема љубов, кој не е добар, тој е насилник. Тој се наметнува, ме разбирате? Тој се наметнува. А човек кој е љубов и кој има љубов во себе си, и кој има добрина во себе си, тој не се наметнува. Тој има внимание кон вас, кон вашиот избор, кон вашата волја. Разбирате? Нема насилство. И сега, тој што ни се откри со името Јахве, односно на пророкот Мојсей, тој што е вечниот, тој што во Новиот Завет ни се откри како наш небесен татко, тој во полнотата на своето битие е апсолутно смирение. И тоа ние го доживуваме и преку неговиот син кој стара човек. Ние кога го читаме Новиот Завет, кога го гледаме ликот на Богочовекот Христос, и што гледаме? Апсолутно смирение. Христос во себе нема тронка насилство. Нема тронка насилство. Значи он кон секого се обраќа со апсолутна љубов и со апсолутно разбирање. Сега, затоа што Бог е таков како што е, тој не сака преку наметнување, преку насилство да има влијание во човештвото. Затоа, внимавајте, кога човештвото преку Авраам, преку Исак, преку Јаков, кои од Бога биле водени и благословени, па преку Мојсе, во еден момент толку духовно пораснале и биле свесни за тоа каков и кој е тој вечниот, затоа што многумина тогаш се поклонувале на идоли, биле пагани и така натаму. Бог сега со овој народ стапува во договор, во завет. И сега внимавајте, тој вели, јас ќе ви видам ваш Бог, тоа го говорев во минатиот пат, јас ќе ви видам ваш цар, владетел, не во овоземна смисла на зборот, јас ќе видам оно што ќе се грижи за вас. Вие ќе живеете под мојата заштита, вие ќе живеете под мојот благослов. Но, внимавајте, но вие ќе бидете мој свет народ. Народ кој ќе ме сведочи во овој отпаднат свет. Додека сите народи тонат во незнаење, во грев, овој народ треба да го сведочи вистинскиот Бог. И затоа на тој народ му било забрането да се поклонува на многу богови, затоа што тие биле лажни, да не се поклонува на идоли и така натаму, да не се занимава со окултизам, магизам и сите пагански моменти. Еден народ кој сосем бил издвоен од останатите пагански народи. И Бог со тој народ стапува во договор и освен што тој народ ја имал смислата да го сведочи едниот вистински Бог и вистинските вредности на живење во овој свет, тој народ од Бога бил промислен,
внимавајте, тој народ од Бога бил промислен, за да преку тој народ во овој свет дојде Месијата, спасителот на светот. За да Месијата стапи, односно воспостави еден нов завет, еден нов договор, но сега тој договор нема да биде помеѓу еден народ и Бог, не разбирате, туку сега новиот завет е договор помеѓу Бог, помеѓу Творецот, помеѓу изворот на животот и личности од целото човештво, внимавајте, личности од целото човештво што ќе го прифатат Месијата, Исус, за Спасител, за Господ, за врата преку која се излегува кон вечноста, ќе го прифатат за пат, ќе го прифатат за вистина, ќе го прифатат за живот, ќе го прифатат за свој учител, не разбирате. Значи сега имаме еден универзален закон, ова договор. Значи, ако Стариот Завет ние Бог и еден народ, еврејскиот народ преку Мојсей и преку пророците, и сето тоа е запишано овде во овие свети книги, внимавајте, кога доаѓа Месијата, кога се исполнува времето, кога се исполнуваат пророштвата на пророците од Стариот Завет, во овој свет доаѓа Месијата, и сега или Христос на грчки, или помазаник на македонски, односно оној кој е овластен, оној кој има власта да го спаси овој свет од сотонското робство, од злото, од гревот и од смртта. И кога доаѓа Христос во овој свет, односно кога се раѓа преку Дева Марија и кога ја започнува својата месијанска или ослободителна или спасителна мисија, и кога на крстот ја пролева својата крв за целото човештво, за искупување на целото човештво, преку Христос на крстот, внимавајте, целото човештво влегува во нов завет со Творецот. Ама влегува објективно. Разбирате, влегува објективно. Сите сме ние повикани преку Христа. Преку неговата крстна жртва, преку тоа што Христос го направи на крстот за нас, сите ние сме повикани кон вечен живот и кон ослободување, кон таа состојба на постоење за која сме создадени од самиот Творец. Сите ние, значи, под сите ние се подразбираат сите оние од Адам и Ева до последниот роден од мајка во овој свет, целото човештво. Сега, секој оној што од било кој народ ќе го прифати Исус, Јешуа, за Месија, за свој Господ, за учител, за пат, како што рекол пред малку, и се крсти во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, и стане член на новозаветниот народ Божи на црквата, тој човек веќе живее во завет преку Месијата со Бога, со Небесниот Отец. И сега, внимавајте, ако во Стариот Завет целта беше да се сведочи едниот вистински Бог и да се подготвува доаѓањето на Месијата, што е целта на Новиот Завет? Што е целта на новото ветување? Целта на новото ветување е први и основно, повторно е да се сведочи вистината за едниот вистински Бог, но во три личности. Ако во Стариот Завет Бог ни се откри како Јахве, како Елохим, во Новиот Завет Бог ни се откри како Отец кој има свој Син и Дух Свети. И Синот Божи ја прими човечката природа и стана човек. Значи, да се сведочи вистината за едниот вистински Бог, но и да се сведочи вистината дека спасението на целото човештво може да се оствари, односно под спасение се подразбира ослободување од сотонското робство, од злото, гревот и смртта. Значи сето тоа може да се оствари единствено во Христа, во Месијата, во силата на Светиот Дух и во неговата црква. Значи тоа е темелот на Новиот Завет. Сега, се она што се случувало во периодот на Стариот Завет, пред доаѓањето на Месијата, е запишано во светите книги на Стариот Завет. Значи, кога со вашите пријатели, или соседи, или не знам тамо што, ќе го отворите Светото писмо и кога ќе ги прелистате сите овие страници, во кои се наоѓаат светите книги на Стариот Завет, сушност, вие во сите овие страници ја имате содржината на оно што предноце ви го кажат. Значи,
во сите овие страници кои се пишувани со стотици години, за цел било да се исполни сето она што предново го говори, доаѓањето на Месијата. А сега, ајде да вака ќе ми биде полесно. А ова е само, како да кажем, зборник на светите книги на Новиот Завет. Зборник на светите книги на Новиот Завет. Значи, во овие книги е запишано сето она што предмалку го говори. За тоа, на кој начин се родил Месијата во овој свет, преку кого се родил, каде се родил, како се извршило тоа, како се исполнило пророштвото за неговото раѓање, ме разбирате? Потоа, како започнала неговата мисија спасителна во овој свет, што тој правил, што тој поучувал, што тој направил за нас, сето тоа е запишано тука. Ако Стариот Завет беше сочинет од 39 книги и 39 канонски книги и 7 дефтероканонски книги, при што срцевината на Стариот Завет или суштината на Божјото откровение за Стариот Завет се 5 книги Мојсееви или на еврејски е Тора. Во Новиот Завет, браќи и сестри, срцевината на Новиот Завет, односно на светите книги на Новиот Завет, на Новиот договор, срцевината на светите книги на Новиот Завет се 4 евангелии. 4 евангелии. Евангелие е грчки збор за тие што не знаат, што значи благовестие. Благо е старословенски збор, кој можеби на македонски би бил радосна вест или добра вест. Благо на македонски денеска, дај ми нешто благо да къснам, а в суштина на литературно македонски е сладко. Благо на македонски денеска е благо. Не благо, него богатство. Да. Значи, а сладко е да земеш нешто сладко. Сега кога ние велиме благовестие, значи вест за нешто што е радосно. Значи, има и таа компонента што е духовно богатство, благото како богатство. Кога кажуваме молитва за Светиот Дух и така натаму. Значи, евангелион или блага вест, добра вест. Значи, не случајно е избран овој термин, затоа што во овој свет, во овој свет не можете да најдете порадосна вест од веста за тоа дека може да остварите спасение преку Христос, дека може да остварите благословен од Бога воден живот преку Христос во овој свет и преку Христос во овој свет да се подготвувате за вечност. Односно, просто нема порадосна вест од тоа да знаете дека вие како личности имате вредност во Божите очи. Односно, секој од нас има вредност во Божите очи и во Божјото срце. Секој од нас не е случајно во овој свет. Значи, се што се случува во овој свет е со промисла и благослов Божи, освен злото. Злото не е. Злото е надвор од Божјата контрола и затоа тоа ни прави проблем. Злото е како отров. Тоа е друг муавет. Значи, нема порадосна вест од тоа дека со вечниот Син Божи, Логосот Божи, Словото Божјо, ја прими човечката природа преку Дева Марија и стана човек. И тој ни ја откри вистината на нашето постоење, ни ја откри вистината за тоа кој е Бог, каков е Бог, што треба да правиме во овој свет да имаме благословен и од него воден живот и што треба да правиме во овој свет да стекнеме вечно постоење, ме разбирате? Нема порадосно од оваа вест. Порадосно од оваа вест нема. Се што ќе ви се случи во овој свет, било каква радост која ќе ја доживеете во овој свет, пак ќе остане во отсечката на раѓање и смрт. Разбирате? Но Христос ни дава нешто што е надвор од таа отсечка.
ни отвора димензијата на вечноста и ни отвора димензијата на таа поврзаност со нашиот Творец. И сега внимавајте, сето тоа што Христос го направил за нас, сето тоа што Христос го кажал како врвно откривање на вистината од Бога за целото човештво, е запишано во 4 евангелија. Запишано во 4 евангелија. Значи, првото евангелие е според Матеј, па Марко, па Лука, па Јован. Сега вака. Многу е битно да го разберете и ова. Кога Христос ја започнува својата спасителна служба во овој свет, тој не оди по луѓето и не им дели книги. Не оди вака сега и ај се земи да читаш, ај се земи да читаш, разбирате? Да, не оди така. Христос, односно Месијата, како што ни е тоа засведочено и во светите книги на Новиот Завет, во Евангелијата и во други извори за Христос што ги имаме од тоа време, Христос сведочил со својата личност. Сведочил со својата личност. Сведочил со тоа што тој е. Значи, сите го гледале како рабин од Галилеја, но колку подлабоко го запознавале, особено апостолите во Светиот Дух, разбрале, а и самиот Христос им кажал, дека тој е Бог овоплотен, Син Божи, Месија, Спасител на светот. Ако другите го гледале како рабин од Галилеја, но се чудоневидувале затоа што никогаш никој не сретнал таков рабин. Никогаш никој не сретнал таков пророк. Замислете, кога Христос ја започнал својата мисија, луѓето како го гледале? Како син на Јосиф и Марија од Назарет. Така го гледале, така го доживувале. И тој после крштевањето, кога почнал да проповеда, кога почнал да ги говори сите тие нешта што ги говорел, да ги прави сите тие чудеса што ги правил, луѓето почнувале да се сепнуваат и почнувале, чекај малце, зар може ова обичен човек да го прави? И полека, секој од нив доживувал сигурно однатре нешто за Месијата, но и на самите апостоли не им било лесно. Разбирате, на самите апостоли не им било лесно. Дури при крајот на својата мисија, Христос ги прашува своите апостоли: а добро, што мислите вие, кој сум јас? Кога тогаш апостолот Петар вели: ти си Месијата или Христос, синот на живиот Бог. И кога Христос вели тогаш, тоа не ти го откри телото твое, односно не дојде од твојата природа, од тебе, туку тоа ти го откри мојот Отец од небесата. Значи, во овој свет имаме една личност која пар екселанс е различита од сите личности кои зрачале со некаква вистина, со некаква добрина, со некаква мудрост од овој свет. Не разбирате? Тотално различита. Христос не можете да го компарирате со ниједна мудра личност од овој свет, со ниједен филозоф од овој свет, со ниједен пророк од овој свет. Кога ќе го компарирате, просто гледате дека тука имате нешто што е надчовечко, ме разбирате, над човековата природа. И тоа ни е засведочено во 4 евангелија. И внимавајте, кога Христос ја започнал својата мисија, тој сведоча, како што реков, со својата личност и со силата на Духот што излегувала од неговата личност. И полека апостолите започнале да разбираат што тој им говори и со која цел тој е дојден во овој свет. По Христовото страдање на крстот, по неговата смрт на крстот, по неговото воскресение, внимавајте, Христос 40 дена е со своите апостоли. Значи, после своето воскресение, пред своето вознесение, пред да се врати кај Небесниот Отец, Христос е со своите апостоли 40 дена. Во изи таков човечки облик? Да, воскреснат во таа прославена човечка природа, воскресната. Да, во таа воскресната прославена човечка природа. Да, и тој е 40, внимавајте, па затоа што он, што се случува?
апостолите го гледале тоа што се случило на крстот. Самиот Христос им кажал дека ќе биде распнат. Тоа се исполнило. Самиот Христос им кажал дека ќе воскресне. Тоа се исполнило. Но повторно и повторно, има еден момент кој е многу тежок. Тие не можеле да разберат до крај кој е тој што е со нив. Пошто за човековиот ум е тоа крајно... И сега, тој 40 дена е со своите апостоли пред своето вознесение. И тогаш на неговите апостоли во суштина им ја пренесува својата наука, односно вистината на постоењето. После своето вознесение, тој им вели на апостолите 10 дена по неговото вознесение да бидат во Ерусалим, да ја примат силата од небесата, а тоа е денот кога апостолите ја примеле силата на Светиот Дух. И сега внимавајте, сите тие нешта што Христос им ги говорил, Христос им ги откривал, кога ја примеле силата на Светиот Дух, апостолите однатре, доживувајќи го Божјото сведочење во нив внатре, започнале да го разбират. Да. Сега, и сега, а зашто ги подготвувал Христос? Христос ги подготвувал апостолон, значи тој грчки збор, значи да бидеш испратен. Христос ги подготвувал да ги испрати. Кај кого? Кај сите народи. Амбасадорот не се занимава со таа работа, како се занимава. Да. Пратен, не во таа смисла, да. Испратен е најточниот збор. Испратен. Значи тој ги подготвувал апостолите, неговите ученици, значи тој круг од 12 апостоли, круг од 70 апостоли, сите оние кои биле со него, тој ги подготвувал да одат сега кај сите народи, облечени и водени од силата на Светиот Дух, да одат кај сите народи и да ја сведочат вистината за тоа дека овој свет е спасен преку Месијата и дека секој од нас, односно секој човек од било кој народ, од било кој народ, христијанството за прв пат го започнува моментот на глобализам. Христос вели вака: одете, научете ги сите народи, или може да биде проведот и на овој начин: одете и од сите народи направете мои ученици и крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Значи Христос ги праќа апостолите кај сите народи. Значи без како да кажам некого да трне на страна, нема елитизам. Значи кај сите народи, кај сите социјални групи, разбирате, кај сите социјални групи, нема разделба меѓу полови, машко и женско, нема разделба меѓу слободен и роб, ме разбирате, нема. Христос ги укинува сите тие, како да кажам, социјални, класни прегради што постоеле во тоа време. И за тоа време христијанството, односно она што го проповедале апостолите, биле крајно револуционерни. Апостолите после денот на Педесетница одат по заповед на својот учител, на својот Господ, и полека прво кај евреите, а потоа и кај останатите народи ја проповедаат радосната вест за спасението, и секој оно што ќе поверувал во тоа дека Исус е Месија, дека е спасител на светот, дека е патот кој води во овој свет кон благословен живот, а по овој свет во вечниот живот во Царството на Отецот, Синот и Светиот Дух, кога некој ќе поверувал, ќе се осведочил дека тоа е така, се крштовел и станувал член на новозаветниот народ Божи. Тоа е црквата. Новозаветен народ Божи, затоа што во Стариот Завет имаме Старозаветен народ Божи, тоа е еврејскиот народ. Во Новиот Завет, односно во Новиот договор, имаме новозаветен народ Божи. На денот на Педесетница, таа заедница околу Христос станува црква. Добива овластување преку силата на Светиот Дух, односно апостолите, а преку нив епископите и презвитерите, да ги извршуваат светите тајни, крштевање, дар на Духот Свети или миропомазание, причест и така натаму и така натаму. Разбира, сето тоа е дадено во црквата од тој ден, од Педесетница. Тогаш таа заедница станува богочовечки организам, тело Христово. Апостолите одат и го проповедаат тоа учење, таа вистина Христова, и од први нештата се одвивале само на усмена основа.
на усмена основа. Се се пренесувало усмена. Пример. Ова е многу битно за да го сватите моментот како почнало да се запишува она што било запишено. Например, јас, како некој апостол тамо, доаѓам во Филипи, во Македонија, тогашната римска провинција. Тогаш Македонија била римска провинција. Јас проповедам и првиот кој ја прифаќа мојата проповед е Горан. И Горан станува христијанин. На кој начин? Откако ќе ја прими проповета, откако јас него ќе го подготвам да биде христијанин, не веднаш, значи се крштевале, се подготвувале луѓето. Да бидеш христијанин, знаете што значи тогаш? Тоа значи, треба да го оставиш паганскиот начин на живот, треба да го оставиш животот во грев и да започнеш да живееш еден сосем друг начин на живење, ме разбирате? Не е христијанството сега некакво само формално примање на шупливо во празно. Сега јас сум бил во паганска религија, сега ќе преминам во христијанство и се ги терам паганските обичаи и глупости и така. Не, бе, тоа било тотално радикално менување на животот. Значи, да го примиш Месијата, тоа значи да ја прифатиш вистината на животот, вистината на постоење. И начинот што треба да правиш во овој свет, да го оствариш своето спасение, односно да живееш благословен живот. Од благословен живот значи живот воден и исполнуван од Бога и да стекнеш вечен живот. Сега, кога Горан ќе бил зрел за да стане христијанин, откако бил поучуван, тогаш јас го крштевам во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, и тогаш тој станува член на Црквата Христова, започнува да учествува во животот на црквата, да се причестува и така натаму и така натаму. Сега Горан има еден свој пријател што се вика Душко. Горан се занимавал со ткаење. Со што? Со правење шатори. Ајде, гамо го со Павле. И сега ти имаш пријател кој се вика Душко. И ти му викаш на Душко. Душко, например, Душко му вика, слушај Горан, денеска е празникот на Дионис, ајде кидеме тамо пред кипот на Дионис да принесеме жртва и после тоа да учествуваме во тие баканали и така натаму и така натаму. И Горан му вика, слушај брате, јас веќе во тоа не верувам, затоа што мојата вера е во Христос. И мојот вредносен систем, доживување на животот е сосем поразличен од тоа како што бев минатата или предминатата година. И сега Душко се интересира, како се сега ова? И започнува да го праша, кој е сега тој Исус? И сега почнува Гора да му сведочи, така натаму, и потоа и Дуле доаѓа кај мене, или не е битно, и полека во Филипи се формира што? Црква. Се формира црква. И сега, они се прва генерација. Аха. Они се прва генерација. Мене ме убива. Сите апостоли биле, освен Јова Богот. Убиени биле? Убиени биле? Да, маченички да. И сега, така оделе работите, апостолите, најзрелите, најдуховно подготвените луѓе ги ракоположувале, односно духовно ги овластувале. Тоа имате кај апостол Павле, имате во дела апостолски и така натаму. Тоа е оставено денеска во црквата. Значи, положувале раце, се молеле на Светиот Дух, за да тој човек биде во силата на Светиот Дух овластен да извршува свети тајни, крштевање, дар на Светиот Дух, миропомазание, причест да биде учител на црквата, пастир на црквата и така натаму и така натаму. И сега Горан е епископ на црквата. Епископ е грчки збор што значи надгледник, надзорник. Он е надзорник на црквата, он се грижи за животот на целата заедница. Него му помага, например, Дуле, како презвитер, што значи старешина на локална заедница и така натаму и така. И тоа е црквата во Филипи. Сега внимавајте, они се веќе прва генерација. Доаѓа втората генерација. И сега апостолите ги нема. Они сега треба да му засведочат на Јоцо
дека тоа што они го имаат, примено од апостолите, е вистина. Сега Јосиф може да каже, добро, ви верува, може да каже, сака би да проверам дали е така. Разбирате? Пошто денеска е многу битно да имате пишан текст. Зошто? Зошто е битно? Затоа што ние луѓето, за жал, во овој свет имате прекрасни луѓе, имате свети луѓе, имате добри луѓе, имате одговорни луѓе, имате искрени луѓе, но за жал имате и измамници, манипуланти и така натаму и така натаму. Така ли е? Може, тоа се сериозни нешта. Да бил даден Светиот Дух, се тоа окей. И затоа апостолите, благодарам, затоа апостолите, веќе тамо 50-та година, значи, кога веќе црквата почнала се повеќе и повеќе да квантитативно да се зголемува, апостолите имаат потреба да го запишат, да ја запишат основната порака на мисијата. Суштинската порака. Освен тоа што се пренесува усмено, тоа е тоа предание, се предава, тоа е предание. Сега има потреба да се запише суштинската порака, не разбирате? Суштинската порака. И затоа првото евангелие според Матеј. Матеј е еден од апостолите на Месијата и ова евангелие е запишано први на арамејски јазик. Арамејскиот јазик бил говорниот јазик на евреите во тоа време. А во своите синагоги тие го читале на иврит писмото, Стариот Завет. Односно, тие говореле арамејски. Самиот Христос, самиот Месија, говорел кога проповедал на арамејски. Првото евангелие е напишано на арамејски јазик и веднаш е преведено на елински, на грчки јазик. Затоа што во тоа време луѓето, како што денеска англиски, во тоа време најповеќе се употребува грчкиот јазик. И да биде полесна комуникацијата со останатите луѓе кои не се евреи, кои не го познаваат арамејскиот јазик. Матеја или Маталјах е неговото име, или Мати е скратено, значи од Бога подарен, која на еврејски би се, значи, он бил цареник, знаете на како, на кој се начин, тој станува апостол Христов, и тој прв го запишува, ја запишува, како да ви кажам, срцевината на Христовата проповед, на Христовата наука, на следно тоа што Христос го прави. И тоа е првото евангелие. Сега, што се случува? Кога Матеј го пишува првото евангелие, веднаш се прават преписи. Се прават преписи, он го пишува и веднаш се прават преписи, верни на оригиналот, кои се праќаат каде? По црквите, по заедниците. Се праќаат по заедниците. Потоа второто евангелие е од апостол Марко. Напишано е, не може точно да се каже, негде околу 55-та до 60-та година, што ова е второ евангелие, напишано е во Рим, апостол Марко или Јоханан се вика. Јован е грчка, Јоан е грчка транскрипција од Јоханан, на македонски тоа е Јован, и тоа е српско-македонски, тоа е јето. И неговото христијанско име, како да кажеме, Марко. Кога се крштева, неговото христијанско име е Марко. Како што апостол Павле или Паулус, неговото еврејско име било Шаул. Да, сега он го станува христијанин, станува Паулус, малиот. Тоа е латинско име. Сега, го земал ова име, зошто? Затоа што апостол и евангелист Марко бил духовно чедо на апостол Петар. Духовно чедо, буквално. Апостол Петар бил негов духовен раководител и кашто е апостол Петар, тој бил со него и му помагал во проповета. Така натаму и така. И кога апостол Петар бил во Рим, сето тоа што го слушал апостол евангелист Марко од апостол Петар го има запишано
И сега, тогаш апостол Петар ја собира целата црква во Рим, заедницата ја собира, и пред целата заедница апостолот Марко го чита ова, што ние го имаме денеска, и апостолот Петар потврдува дека секој збор, се што е запишено од Марко е истина. Се што се прави? Се прават веднаш преписи од оригиналот и се пуштаат кај другите цркви. И полека веќе, кога црквите се собирале, кога заедниците се собирале, а они се собирале прво во сабота навечер, они го нарекувале тој ден Киријаки имера, Господов ден, и денеска тоа го нарекуваме недела, да, ден, сабота навечер, кај евреите веќе друг ден. Да. Зашто во сабота навечер? Зашто во сабота на... Видете, во почеток треба знаете дека најголем процент од христијаните, од членовите на црквата биле евреи. Да. И сега, оние имаат заповета за шабат, четвртата Божја заповед е шабат, значи да не работиш. Е сега нема христијаните почнуваат, значи христијаните почнуваат уште апостолите да се уште во времето самите апостоли и после апостолите да се собираат ова во првиот ден од седмицата, они тој ден го нарекле Киријаки имер или Господов ден или ден на воскресението. Да. И они се собирале од почеток во сабота навечер. Зашто во сабота навечер? Значи, кај евреите, чим ќе зајде сонцето, почнува друг ден. Да. А зашто во сабота навечер? По практични причини. Не, видите сега. Не проектирате. Немало недела слободна тука. А зашто прво они биле евреи, прво христијаните од почеток, најголем процент биле евреи, па после тоа доаѓаат и од други. И сега они имале саботата, шабат, и Христос воскреснува во првиот ден после саботата. И они се собирале во саботата навечер. Да, се собирале на она што ние го нарекуваме денеска литургија, значи на заедничко молење, пеење на псалми, поучување и кршење на леп или причестување. Како што ние денеска го имаме тоа, можеби малце по-овака модифицирано, но така било и во тоа време. И сега они кога се собирале, читале, внимавајте, читале од светите книги на Стариот Завет, читале од Септуагинтата, значи од преводот на Седомдесеторицата, и читале од Евангелијата што ги добивале од апостолите, значи пишаниот текст. Тоа е тоа. Значи го имаме прво апостол од Матеј, па Марко, Лука, Евангелијата на Лука. Е сега, треба да знаете дека Лука не е евреин по потекло. Лука не е евреин по потекло, тој потекнува од Антиохија. Може би било од античките македонци, не може никој да потврди. Да, пошто Антиохија, Александрија, имате тоа се било елинизирано после Александар Велики, после неговите генерали, така на тоа било се испомешано. Дали бил антички македонец, елинизиран антички македонец, не може само да се претпоставува. Да не се грешиме душата, немаме информации точни. Да, немаме точни информации, но Лука не бил евреин. Да, Лука не бил евреин, бил доктор, да, значи, и бил човек кој совршено го познавал елинскиот јазик, затоа што бил интелектуалец, и ние, кога тие во оригинал го немаме неговото Евангелие, автографот, не тоа што он го напишал, но кога се чита неговото Евангелие на елински, се приметува еден совршен стил на човек кој го познава добро јазикот на кој пишува. А на кој јазик го пишува? На елински, на грчки. Да. Грчки е елински, тоа е јазик. Грчки не е друга. На елински, на кини тогаш. Иако и се гледа, например, сега тие што малце подлабоко ги познаваат работите, он добро е познавал Септуагинтата, тоа е преводот на Седомдесеториците, тоа е за светите книги на Стариот Завет на елински, и се гледа големо влијание на тој јазик, на тој, како да кажам, на тој стил и во неговото Евангелие. И сега внимавајте, значи неговото Евангелие било напишано негде 61-та, 63-та година, има 24 глави, и ако апостол Марко
е духовно чедо, а учител негов бил апостол Петар, апостол Лука е духовно чедо на апостол Павле. Как што одел Павле? Тој одел со него, му помагал и всушност учил многу од апостол Павле, но и од останатите апостоли. И сега внимавајте, апостол Лука, за разлика од Евангелието според Матеј и Марко, апостол Лука запишал во своето Евангелие многу нешта кои биле само биле на ниво на усмено предание, на устно предание. Да. И затоа на овој начин го внимавајте на кој начин он го започнува своето Евангелие. Бидејќи мнозина почнаа да пишуваат за настаните што се случија меѓу нас, како што ни ги предадоа оние кои што од почеток беа очевидци и служители на Словото. Намислив и јас, откако испитав се од почеток, да ти опишам точно поред, честити Теофиле, за да ја разбереш основата на учењето на кое си се учал. Значи, вика како што ни ги предадоа оние, значи, се сеќавате на покажувањата, устните предања, се сеќавате што е тој пример што ви го кажав, така надам. И сега дали овој Теофил е навистина историска личност или Теофил преведено на македонски значи оно што го љуби Бога, пријател Божи. Да, Теофилос. Да. И сега дали тоа е за секој од нас или за некој Теофил, има различити ставови така во оние луѓе кои се занимаваат со екзегеза, но тоа не е ни толку битно. Битно е ова, како што ни ги предадоа оние кои што од почетокот беа очевидци и служители на Словото. Предадоа. Значи, апостолите од Христос во Светиот Дух и потоа се предавало на останатите и потоа тоа што се предавало апостол Матеј, апостол Марко, апостол Лука и потоа апостол Јован го има запишано. Всушност, последното Евангелие е сега исто ова. Апостолот Лука го пишува своето Евангелие, се прават преписи и се праќат по црквите. И полека во секоја црковна заедница се формира кодекс. Така, зборник. Пошто треба да ќе го спомнам и тоа, дека првите текстови, првите свитоци кои христијанските цркви, односно христијанските заедници ги примале и ги праќале еден со друг биле посланијата на апостол Павле. Првото послание кое он го напишал најстартот е на посланието до римјаните. Некој вела дека тоа е текст напишан и пред Евангелието според Матеј. И сега сите овие работи, полека, секоја од тие црковни заедници, во Антиохија, во Александрија, во Филипи, во Ефес, во Ерусалим, сите тие работи ги собирале. И кога се собирале заедно, тие ги читале. И последното Евангелие, како што кажав, е Евангелието според Јован. Јован е, значи, еден од апостолите што најдлабоко има завлезено во тајната на тоа кој е Месијата. Не дека останатите не, но овој најдлабоко. И Бог, односно Христос, имал посебна промисла со тој апостол свој. Апостолот Јован бил ставан во многу тешки состојби, бил мачен, но Христос имал таква промисла за него да не умре маченички. Го чувал со последна своја промисла и апостолот Јован умира во длабока старост од условно речено природна смрт. Секоја смрт не е природна, но умира од старост. Умира во Ефес. Знаете кај Ефес? Денеска се наоѓа во Турција, тоа е западна Турција. Тогаш било Рим, Римска империја. Да. Тогаш ке него доаѓаат малоазиските епископи и презвитери и му доаѓаат, пошто он бил веќе во поодминати години, пред да го напише своето Евангелие, Јован Богослов на Патмос го пишува своето откровение. Тоа е последната книга од Новиот Завет
Тоа е единствената пророчка книга во Новиот Завет. Тоа Откровението Јованово. Да. Прво има таа книга, а потоа го има напишено Евангелието. Евангелието е напишено негде од 90-та до 100-та година, но 90 најповеќе од оние што го истражуваат проблемот со Евангелието на Јован Богослов, вела дека негде околу 90-та година е запишено во Ефес, значи доаѓаат малоазиските епископи и презвитери, значи тогашните свештенослужители на тие црковни заедници тамо, и му ги носат на проверка Евангелијата, што ги имале, текстовите на Евангелието според Матеј, Евангелието според Марко, Евангелието според Лука, и тој кога ги прочитал, го одобрил тоа, дека се е соодветува со вистината, и го пишува ова свое последно Евангелие, како на дополнување на сите оние места за кои тој мислел дека овие не пропуштиле, да. И затоа он се концентрира, например, толку не се концентрира за тие нешта за кои биле опишани во првите три Евангелија, најповеќе се концентрира на тајната вечера, на сето она што Христос го говори на апостолите на тајната вечера, односно за смислата на неговото доаѓање во овој свет, за тоа кој е тој и така натаму и така натаму. И затоа кога го читаме Евангелието според Јован, тоа е навистина не дека другите не се, но ова навистина е најдлабоко и највисоко. Значи Јован потекнува од семејство, значи не случајно го нарекуваат браќата на Заведеј, односно синовите на Заведеј, Јован и Јаков, двата апостоли се синови на Заведеј и Соломија. И ова многу интересно, ова го запишав и сакам со вас да го споделам. Значи, науката која се занимава со овие евангелски текстови, ние имаме евангелски текст од Евангелието според Јован, пронеден во Египет на елински јазик, кој датира од првата половина на вториот век. Значи, многу тоа е веќе, значи некој препис многу брз од самиот оригинал. Ние ги немаме автографите, оригиналите ги немаме, оригинал, значи самиот текст го пишува Јован. Го немаме. Просто од ред причини, знаете, по логиката на тоа колку материјата може да издржи во овој свет. Тоа е тоа. Но и за логика. Сега вака. Исто вака и за ова Евангелие. Значи, кога Јован го напишал ова Евангелие, веднаш биле направени преписи и биле испратени кај сите цркви. И така, кај сите цркви, кај сите црковни заедници се формира тој зборник. 4 Евангелија, потоа и Откровението Јованово, тоа е последната книга од Евангелието, која е напишена во суштина неколку години пред Евангелието Јованово. Потоа внимавајте, апостол Лука, пишувајќи во своето Евангелие, тој како елин, како човек со елинска култура, мора да се признае дека и евреите, но особено елините, воделе сметка за историчност. Таа историчност. И уште веднаш апостол Лука ја пишува својата книга Дела на светите апостоли. Тоа би е книгата веднаш после Евангелието според Јован се наоѓа. Да. Праксис тон апостолон, праксис во тоа време значи пракса денеска, значи дела, односно што апостолите правеле. Значи една работа е учењето Христово, за учењето Христово имаме кај Евангелијата, односно во Евангелијата е запишано, во посланијата на апостол Павле и на останатите апостоли, а ова е единствената историска книга. Значи, како црквата, односно заедницата на Христовите ученици се ширела по денот на Педесетница. Особено апостол Лука, затоа што бил ученик на апостол Павле, особено се прати тој тек на апостол Павле, а особено на апостол Павле и на апостол Петар, а се прати тој тек затоа што во тоа време, кога е пишувана оваа книга,
Кој бил центарот на светот? Рим. И апостол Павле и апостол Петар проповедале во Рим. Имавајте, тој што ќе го има главниот град, тој ја има целата империја. Така да и апостол Петар и апостол Павле иле во Рим, прво апостол Павле, па после апостол Петар доаѓа, и апостол Павле и апостол Петар маченички пострадуваат во Рим. Ден денеска се знаат кај се нивните гробови. Ако Господ ве наведе во Рим некогаш, да, не, овој бил размат со главата надоле апостол Петар, а апостол Павле како римски граѓанин не му била пресечена главата. Се многу интересно за апостол Павле не е во кругот на 12 апостоли. Да. Значи апостол Павле е многу интересна личност. За христијаните крајно интересна личност. Значи тој не е од кругот на 12 Христови апостоли. Вие знаете, Јуда отпаѓа, Мати го зафаќа неговото место и фрлаа таму ждребка апостолите и така натаму. Кој бил апостол Павле? Значи, он бил роден во Тарс, Киликија, тоа е било област, сега, велам, денеска тоа е југо-источна Турција, значи, ако некој од вас бил во Кападокија, сега, ако сте биле, во Кападокија, тамо, под Кападокија е Киликија, а во Киликија се наоѓа Тарс. Сега, зошто таму? Значи, како што евреите, вие знаете, за нивната диаспора, бабилонското робство и така натаму, и евреите биле, всушност, сепак расфрлани во тој ареал и така натаму. Тој, како евреи, всушност живее во овој град, кој во најголем процент е римски и елински. Значи, апостол Павле или Шаул, он го носил името на првиот еврејски крал. Шаул, што би преведено на македонски од еврејски, измолен би требало значи. Шаул бил роден во едно богато семејство и семејство кое било еврејско од коренот од племето Венјаминово, но како семејство било отворено, како да ви кажам, и за тамошниот римски и елински свет. Апостол Павле совршено го владеел арамејскиот јазик, го владеел еврејскиот јазик или ивритот, грчкиот јазик и латинскиот јазик. Да. И плюс он уште како млад бил воспитуван и во таа грчко-римска филозофија, книжевност, култура и така натаму. Се разбира, потоа бил донесен и во Ерусалим, кај што учел од Гамалило, еден од најголемите тогашни рабини и учители, и апостол Павле бил фарисеј. Во тоа време да бидете фарисеј, тоа денеска, кога ќе каже некој фарисеј, има друго негативно значење, но во тоа време да бидете фарисеј, тоа значи дека вие сте во елитата на учените луѓе. Фаре значи одвоен, вие сте во елитата. И апостол Павле, односно Шаул, бил човек кој бил крајно образован, страшно умен, интелигентен, човек со изворедна интелигенција. И од почеток апостол Павле, односно Шаул, ги гонел христијаните, ги гонел учениците на Месијата. Затоа што тој според своето размислување, така како што тој ги поставува работите, како што и многу други евреи, тој имал представа дека кога ќе дојде Месијата ќе биде политички владател. Таква представа. И он затоа, како и многу други евреи во тоа време, ги гонел учениците на Јешуа, учениците на Месијата, доживувајќи ги како непријатели, затоа што во која смисла непријатели? Затоа што христијаните, внимавајте, за разлика од евреите кои биле националисти, бунтовни, кои се бунтувале против римјаните, кои се не знам тамо што, се борале за својата држава, не знам, тоа е, како да кажам, биле во тој тогашен филм, христијаните проповедале за некое идно царство, да. Проповедале на насилие, проповедале љубов, проповедале социјална рамноправност. Вика, нивниот учител им го убивме,
ама воскресна. Сега барем овие и просто бил тој прогон. И кога бил апостолот Павле пратен на да ги гони христијаните, тоа го имаме запишано во делата на светите апостоли од апостолот Лука. Вага сега, значи тоа е запишано во 9 глава од делата на светите апостоли. Еве што апостолот Лука запишал. Но кога беше на пат, се мисли на апостол тогашен Шаул, но кога беше на пат и наближуваше до Дамас, наеднош го обзеде светлина од небото и откако падна на земјата, чу глас што му говореше: Савле, Савле, или Шаул, Шаул, зошто ме гониш? А тој одговори: кој си ти, Господине? А Господ му рече: јас сум Исус, кого го гониш ти. Тешко е за тебе да се риташ против водови. Многу интересна средба и многу интересни зборови. Значи Христос во светлина му се јавува на Шаул кога тој одел во Дамас да ги гони христијаните, односно учениците на учениците Христови, учениците Исусови. Сега што се случува? Христос што му вели? Шаул, Шаул, зошто ме гониш? Видите, Христос се идентификува со својата црква, затоа што неговата црква е негово тело, затоа што неговите ученици се негови сведоци во овој свет, во силата на Светиот Дух. Зошто ме гониш? После оваа средба, значи, на Шаул со Христос, кога всушност Шаул се сретнал со оној за кого треперела неговата душа, за Јахве. Видите се, тука е, кога Христос вика јас сум Исус, ама тоа е македонски превод. Тоа е и македонски превод. Јас сум Исус, тоа ништо не значи. За еден евреј или за на македонците тоа не. Исус тоа ништо не значи. Но кога Христос му кажал јас сум Јешуа. Јас сум Јешуа. Значи Јешуа во себе го има она името Јахве. Јас сум оној кој што сум вечниот спасителот. Јас сум тој. Разбирате комуникацијата. И потоа Исус или Јешуа му говори на Павле што се ќе се случи со него, дека треба да отиде во Дамас, кај Анани, да се крсти, дека треба да ќе биде слеп и така рата му нема да гледа. И кога се крсти, тој прогледува, потоа оди 2 години во Арабија и потоа оди кај апостолите, прво оди кај Јаков, па кај Петар во Ерусалим и апостолот Павле или Паулус станува избран сад на Месијата во силата на Светиот Дух, кој Евангелието прв, не дека другите апостоли тоа не го правиле, но видите, другите апостоли имале проблем, они биле евреи. Иако Бог им го открил тој момент дека треба да го проповедат Евангелието на другите народи, но не им било лесно. Видите, не било воопшто лесно. Знаете зошто? Ај сега, Јоцо и Горан, дојдете вам. Сега ќе ви објаснам. Зошто не... Јоцо е пример. Албанец, Горан е македонец. Ваје. Милајде. Јоцо е муслиман, Горан е христијанин. Видите, тоа се само зборови, што ја сега ви кажам. Но внимавајте, да бидеш албанец, тоа значи сосем друга историја, сосем друго гледање на светот, сосем друго вреднување на светот, па плюс друга вера, ете колку биле различни. И многу е кога ќе седнете заедно, како ќе разговарат? Големи разлики. Сега апостолите, кога имале, многу лесно им било да разговараат со своите. Знаеш, они се повикувале на Тората, се повикувале на пророците и било лесно да најде заеднички именител, ме разбирате? Ама сега со паганите? Овие биле незнаборци или многу божци, принесувале крвни жртви, се занимавале со не знам тамо што се. И сега како ти со него?
Овие евреите ги гледале паганите нечисти, гои, нечисти. И сега треба да идеш нему да му сведочиш за врвот на еврејската вера, тоа да му сведочиш за Машија, за Месијата. Не, тоа било во Стариот Завет, да. Ово Стариот Завет било тотално, и читате, ако читате кај прва книга Ездра, кога евреите се враќат од Вавилонското робство, многумина од евреите имале жени кои биле паганки. И тогаш, так, нема што, не се мешале вопшто. Значи, и на апостолите е било многу тешко. Како сега, вистината за Месијата да се пренесе, сега друго е, денеска е друго време, луѓе. И денеска е тешко, ама во тоа време, што да ви кажам. И сега, внимавајте, Христос го повикува Шаул, еден човек со брилјантен ум, со човек кој апсолутно добро ја познавал еврејската вера, традиција, Тората, пророците, но исто така ја познавал и културата на другите народи. На римјаните, на елините, и бил римски граѓанин. Знаете, тоа време да бидеш римски граѓанин, овие биле провинцијалци, од тамо негде, Јудеја, Галилеја, и се мова. Кој си ти? А Тарс, во тоа време, заедно со Атина, Александрија, Антиохија, важеле за градови на културата. И сега, Христос го повикува апостолот Павле, односно Шаул, овој станува негов ученик, станува негов апостол, и почнува сега што? Вистината за Месијата и мудроста на Стариот Завет, мудроста и вистината на Новиот Завет, да ја говори со јазикот на тогашните, не знам, божачки народи. Со јазикот на елините, со јазикот на римјаните, за да тие го разберат. Кога е битно, кога пренесуваш порака, многу е битно да те разбере некој. Тоа е тоа. И затоа он бил наречен апостол на паганите. Односно на луѓето кои не припадале од еврејскиот род. Не дека и другите апостоли не проповедале, но апостолот Павле, преку своите 3 мисионерски патувања и преку своите посланија, видите зошто он толку посланија има напишано? Затоа што многу мисионерски работи. Мисија има. Сведочен. И сега ги поучува тие заедници. Има 14 во светите книги на Новиот Завет имаме 14 негови посланија. 14 негови посланија. И имаме 7 посланија од останатите апостоли кои се наречени соборни или католики, мислам беше на грчки, значи соборни, католон, значи за целата црква. Значи не се упатили. Апостолот Павле упатил, например, до црквата во Рим, до црквата во Корин, до црквата во Филипи, до црквата во Ефес, до црквата во Солун и така натаму, и така натаму. Или до своји ученици Тимотеј, Тит и така натаму, и така натаму. Овие, например, апостолот Петар има, апостолот Јаков има една соборно послание до сите црковни заедници. Апостолот Петар има 2 своји, апостолот Јован има 3 и апостолот Јуда, не е Јуда Искариотски, друг е, кој има едно послание. И заедно со овие послание на апостолот Павле, значи 14 и 7, 21 послание. Тоа се, видите, што се посланијата? Ако 4 евангелија е срцевина на Новиот Завет, односно суштината на тоа што Христос учел и направи за нас, посланијата се објаснување. За да можеме да го разбереме тоа што Христос учел и направил за нас. Значи, заедно 4 евангелија, значи 21 и 4, 25. И делата на светите апостоли 26 и Откровението 27. Тоа се книгите на Светото писмо на Новиот Завет. Сега. Некој ќе каже, отец Ивица, има ли можност нешто тука да било искривено? Знаете зошто? Ќе ви кажам веднаш дека нема можност. Секи ви кажам зошто. Ме пратите ли што зборам цело време? Преписи одма се прават.
И сега јас ако негде, тоа така било и во Стариот Завет. Ако јас, например, во црквата во Филипи, или во црквата во Солун, или во црквата во Коринт нешто се смени, тогаш другите ќе се соберат и кажат, нашите пергаменти, и полека се создал канонот на светите книги на Новиот Завет. И на тие свети книги на Новиот Завет, кога ќе ги додале светите книги на Стариот Завет од Септуагинтата, се формирало што? Се формирало Светото писмо. Така. И Светото писмо на светите книги на Стариот Завет и светите книги на Новиот Завет ни е дадено, се сеќавате зашто? За да секогаш го проверуваме нашиот живот во Христа. Разбирате? Значи, затоа Светото писмо е многу битен момент во животот на секој христијанин. Секоја чест на многумина, секоја чест и на свети луѓе, и на се. Прекрасни се и Господа ги умножува, но за жал во овој свет има и доста измамници, лажговци и така натаму, и затоа Бог промислил преку своите апостоли во Светиот Дух да има. И затоа самиот Христос, внимавајте, самиот Христос ќе ги каже овие зборови. Значи, внимавајте, ова е запишено во Евангелието според Јован во 12 глава. Самиот Христос ги има запишено овие зборови. Кажано овие зборови, а и апостол Јован го има запишено. Кој што се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Што е последниот ден? Последниот ден е последниот ден на овој и ваков свет. Значи Христос ни открива дека овој и ваков свет има свој последен ден. Тоа е денот на второто Христово доаѓање и денот на нашето воскресение од мртвите. Значи ќе настапи воскресението од мртвите, значи повторното пресоздавање на нашите тела, спојувањето на нашите души со нашите тела, нашето повторно раѓање за вечен живот, што тоа Христос го рекол, но тоа е друга тема. Не, тоа е друга тема, тоа е тема крајно комплексна. Мола? Збориле се истото тело. Што подразбираш ти под исто тело, тоа не отварете оваа тема. Ова е многу комплексна тема. Ова е комплексна тема, немојте, ова не. Да, ова е. Да. Значи последниот ден. Значи на судот Божи, односно кога ние ќе застанеме пред Господ, нам ќе ни се суди според оваа вистина што е запишана во неговото слово. Сега, нема да ни се суди, него, што е запишано? Што е запишано овде? Запишано е и засведочено е во силата на Светиот Дух и со крвта на илјадници, милиони маченици, дека Исус е Месија, односно дека е Христос, односно дека е Спасител на целото човештво. Дека тој е тој кој е испратен од Небесниот Отец, од тој вечниот, од тој нашиот Творец, промислител или како се уште да го наречеме, да биде наш ослободител. Значи, Месијата е нашиот пат, Месијата е вратата, од која излегуваме од падната состојба на постоење, влегуваме во една нова, благословена состојба на постоење. Месијата е вистината, Месијата е животот, Месијата е светлината, ме разбирате. Таа вистина. Се Господ, кога ќе дојдеме, дај Боже, а ќе биде тоа сакаме или не сакаме, кога ќе застанеме пред Бога, пред нашиот Творец, првото нешто зашто ние ќе одговараме, дали ние сме ја прифатили Божјата вистина. Засведочена прво од нашата совест и од се она што ни сведочи за неја. Дали сме се трудели да живееме во Божјата вистина. Кога Христос ни кажува заповеди, тоа е насока Божја вистина. Што треба да правиме во овој свет за да, како што рекол на почетокот, живееме благословен живот. Од Бога воден живот. Многумина денеска се чудат, ништо не им оди живот. Се руши. Зошто? Па многу едноставно. Направете си го овој ментален експеримент. Горан. Да. Внимавајте сега. Горан е ништо. Пред
15 минути бил ништо. Чекайте малце, не брзете. Значи, јас ја имам таа моќ, пример кажувам, значи, се ставам на местото на Бог, не ми взимате за греф, само ова експеримент. Значи, јас, Горан, односно Адам се викал првиот Горан, односно тогаш Горан се викал Адам, значи, Бог прво го создава телото на Адам од прав земен, па вдахнува дил животен, и Адам од ништо станува нешто, станува личност. Односно, во дадениот контекст, ние го имаме Горан. И се Горан, јас сум жив, јас постојам, јас сум јас. Ама се, што треба да правам? Ме разбирате, што треба да правам кога веќе сум? И како треба да го доживувам светот околу себе? Зошто сум создаден така натаму? Пошто како личност, нормално е да се појават тие прашања. Така ли го? Се, кој ќе му каже? Кој ќе му каже? Зошто е создаден? Тој што го создал. И од почеток, нашиот Творец, ние гледаме, тоа е запишено во Светото писмо, тој директно говорил со нашите прародители. Но кога нашите прародители се инфицирале со злото, кога отпаднале од Бога, кога Бог не можел директно да комуницира со нас, да не води, тогаш тоа го прави преку писмото. Да, во Светиот Дух. И од него формираната заедница. Значи, во Стариот Завет имаме Старозаветен народ Божи, тоа е еврејскиот народ со своето свештенство, со рабините, книжниците и така натаму и така натаму. Во Новиот Завет тоа е црквата. Црквата, заедницата на Христовите ученици, која своето историско постоење и чекорење во овој свет го започнува на Педесетница, која има своји апостоли од почеток, потоа има своји епископи, презвитери, учители и така натаму, светители, мъченици и така 2000 години до ден денес. И сето тоа што Бог го открил, Старозаветниот народ Божи го запишал и го добиваме преку светите книги на Стариот Завет, и сето тоа што Бог не го открил во Новиот Завет, преку Месијата го имаме запишано овде. И двете заедно го имаме ова. Сега, станувате ли свесни колку е вредно ова? Колку е вредно ова? Но исто така, апсолутно ми е јасно дека многу тешко се конзумира. Зошто? Затоа што Светото писмо воопшто не било промислено да се чита индивидуално. Треба да сватите една работа. Бог немал умисла и промисла Светото писмо да се чита индивидуално. Тоа значи земеш Свето писмо и се читаш дома. Таква работа била невозможна. Прво во Стариот Завет, кој може, луѓе Божи немал, тие се собирале во синагогите и тамо се читало заедно. И луѓе кои биле воведени во смислата и содржината на писмото, тоа го толкувале и ги поучувале луѓето. Во Новиот Завет, што ви велам, преписите се правеле и се праќале кај кого? Кај црквите, во црковните заедници. И полека во црковните заедници се правеле тие зборници. И сега внимавајте, уште во рано христијанскиот период, вие особено што ако гледате Discovery и разни други така канали, кај што има разни провокативни, интересни моменти, кога го отварат, например, прашањето, дали само овие 4 евангелија се вистински, пошто има и други. Имало во крајот на први, почеток на втори век, луѓе кои се викале гностици. Тие луѓе биле интелектуалци кои се интересирале за религиите од целиот свет и взимале според тоа како кому што му одговара. Тоа било тогашниот New Age. Всушност. И сега они си правеле коктели од манихејство, од христијанство, од индуизам, од питагорејство и така натаму, и си формирале некои своји религиозни системи, ама во тоа време апостолите биле со голем авторитет, како засведочени луѓе со Божја пројава, и тие на своите книги им давале имиња од некој апостол, така натаму. И во Накамади се најдени така неколку тие евангелија, гностички евангелија, кои немаат врска со овоја евангелија што црквата се ги примила
директно самите апостоли. И знаете ли зашто црквата, под црквата го ја подразбирам заедницата Христова од денот на 50 до ден денес. Знаете ли зашто црквата воопшто во ниеден проблем, во ниеден момент не го отворила прашањето дали книгите се автентични или не? Затоа што се предавале од колено на колено и затоа што целата литургиска и црква... И затоа што ги знаеле наизуст. Ме разбирате? Тие ги знаеле наизуст. Првата генерација, втората генерација, трета, ме разбирате? Они наизуст ги знаеле. Сега денеска ние живееме во пост, како да ви кажам, атеистичка состојба, кога сме имали една атеистичко општество, кој било таква како што било, одстранување од црквата, од духовниот живот, па и овој систем и период е исто така баш многу благопријатен кон духовниот живот, но порано луѓето ова го знаеле наизуст, од збор до збор. И мене ми се случи всушност еднаш кога го читав Евангелието на литургија и сега просто направив грешка, просто не знам, јас што знам, некако сум рипнал една реченица. И сега после литургијата ми доаѓа една стара жена, Бог да ја прости, се замина на овој свет, и она вика, оче, а ова не го прочита. Да, намислете, и за тоа во црквата никогаш не се отворило прашање дали се они. Тоа се знаело, ме разбира. И веднаш уште во ранохристијанскиот период, учителите на црквата, како што бил Тертулијан или Пантен или Кирил Ерусалимски или Кирил Александрски или Кипријан или Лионски, они го цитирале Новиот Завет. Овие книги они ги цитирале во своите книги. И тоа се денеска се покажува, докажува и така натаму. Тоа е тоа. Така да, момент само. И внимавајте, и затоа некој кој ќе го отвори прашањето дали светите книги на Новиот Завет се автентични или не, па за црквата тоа не е никаков проблем. За црквата. За тие што се натвора од црквата е проблем, пошто они не знаат. Ама за тие што се натвора од црквата, тоа не е проблем. И затоа, внимавајте, ако евреите имале потреба 90-та година по Христос, кога се случило разрунувањето на храмот Ерусалимски, кога биле изгонети од Ерусалим и така натаму, кога имале потреба затоа што биле во екзодус, а тоа всушност се случило како последица за тоа, не е битно, тоа е долга приказка, зашто и како, кога сами си го земале проклетството на себе затоа што учествувале во распнувањето и откажувањето од Месијата, самите тие се собрале да го формират канонот на своето старозаветно свето писмо или Танах од 90-та година во Јамнија, но за црквата никогаш немало потреба да се отвара ова прашање, затоа што црквата си ги имала овие книги секогаш и никој никогаш не го отворил ова прашање. Разбирате? Тоа е тоа. Има, например, повторно ќе кажам, има луѓе кои не се добро информирани и они викат, читат разни проблематични книги од разни пропаганди, така и така, а отците на Првиот Вселенски собор 325 година тамо во Никеа спореле за тоа кои книги се канонски, кои книги не се канонски, за светите книги на Новиот Завет. Викам, такво нешто нема. И јас ќе ви ги донесам, пошто внимавајте, тоа било во Никеа, римјани биле организатори, Константин, имаме оваа година и ова јубилеј на и Миланскиот едикт. Римјаните биле со совршена администрација. Тоа турците го имаат наследено од нив. Се запишувале. Се што се случува, они се запишувале. Разбирате? Значи буквално се што е говорено на Првиот Вселенски собор е запишано, јас мислам, тоа се преведени работи, може да ги имате на разни јазици и така натаму. И викам, еве ако ги донеса велам документите, таква работа никогаш немало. Затоа што кај христијаните во ниеден момент не било спорно прашањето кои се, кои не се. Единствената книга која не се читала на литургиските собранија била Откровението Јованово, затоа што е пророчка книга, затоа што таа си има посебно свое значење и таа книга многу нешто може да се извлече и за минатото и за сегашноста, но пред се таа книга е подготвена за последните денови. Буквално, кога ќе дојдат последните денови на овој свет,
тогаш ќе се отпечати таа книга и ние ќе разбереме колку е санат. Односно ќе разбереме колку е санат во духовна смисла на зборот. Тоа е нашиот духовен компас. Ке сватиме што се случува со нас, околу нас, во нас и уште колку му останува на овој свет да биде ваков како што е, односно колку останува до второто доаѓање на Месијата. Но тогаш не како учител од Галилеја, туку како цар на славата.